Civil Media. Мислам дека не е рано да се честитаме, затоа што слушнавме честитаме на најзаслужните што ја доведоа земјата до зачинување на НАТО. Јас мислам дека треба сите сами себе да се честитаме. И мислам дека не е рано да се направи тоа. Секако сега не очекува и патот кон интеграцијата во Европската Унија и сите тие работи административни, нормативни, усагласувања и така натаму, што не се сомневам дека ние ги имаме тие капацитети, а тоа што не го знаеме сигурно дека добиваме сета потребна помош ја добиваме и не мислам дека тоа е нашиот најголем предизвик. Ние нормативно, реално и немаме некои поголеми проблеми. Нашиот поголем предизвик е во тоа што не се спроведуваат тие нормативи. Зошто е тоа така? Јас и во други случаи, и во секојдневието, па еве и денеска имавме спротивставени мислења и аргументацијата секогаш беше усмерена во укажување на некои туѓи грешки, погрешни одлуки и така натаму. Меѓутоа, јас сметам дека тој пристап треба да биде сменен. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ние подобро ќе се разбереме ако седнеме и си ги признаваме нашите, не мора да се лични, да си ги признаваме нашите погрешни постапки, нашите грешки, во смисол да созреат услови за да порастеретено и поискрено ги довериме нашите грижи околу тоа што ја ствара таа недоверба, сакате меѓу луѓето, сакате меѓу партиите. А еве сега во овој настан би сакал да потенцирам на таа недоволна меѓуетничка доверба. Еве ќе споделам еден пример од мое лично искуство, моето секојдневие. Јас пред неколку месеци одлучив и успеав, загрижен за моето здравје, успеав да ослабам околу 10 кила. Ако се интересира како, после ќе ви кажам. Радо. И следствено останав без соодветна гардероба. Бидејќи не ми се исплаќаше да ја обновам, си отидов во кројач да се ги коригирам. Одбрав еден господин во зрели години кој што со самата појава онака ми влеа доверба и вршејќи ги тие потребни мерења, во неврзан разговор јас кажав дека сум од Тетово. Што веројатно го поттикна господинот да го сподели своето загрижување дека еве албанците ни ја зеле попова шап. Се разбира, јас не кажав дека јас сум еден од тие што наводно сме ја зеле. Има ли тие? Туку навлегов, продолжив во една аргументирана кратка дебата, со што на крај заедно одлучивме и се согласивме дека сепак никој не ја зел од проста причина што нема каде да ја носи. Мислам дека една ваква дебата би била од голема полза и од професорите што организираат бојкот во хемиското училиште, но се разбира дека безгрешни луѓе нема. Ние сите грешиме. Еве, од аспект на албанец, јас ќе кажам, мислам, тоа е мое убедување, дека тоа е грешка, може нема сите да се сложуваат. Ќе
Ќе кажам дека ние треба да почнеме со овој пристап од, ако не подалеку, барем од осамоследувањето во 91 година. Јас сметам дека била погрешна политичка одлука не излегувањето на албанците да гласаат на референдумот за осамостојавање на Македонија од Југославија. Поради дел од прашањето кој што подразбираше тогаш можен сојуз во иднина со некоја од бившите републики, не согледувајќи го фактот дека ние де факто тогаш бевме во сојуз со точно таа република, затоа што од бившите републики само една ни е ден денешен географски сосед. Тоа сигурно дека не било единствената причина за инсистирањето на политичарите македонци од тоа време да уставот биде напишан врз принцип на етничка ексклузивност. Но исто така сум многу сигурен дека и влијаело во таа поттикнување на недоверба. Ова сметам дека е важно да биде промовирано и од повисоки политички партијски структури, државни функционери, па и сите чинители кои што влијаат во креирањето на јавното мнение. Затоа што само така ќе можеме баш подобро да ја разбереме позицијата на сограѓанинот. Тоа што него го вознемирува, тоа што него не му е јасно или му дава некоја матна слика за иднината. Само така мислам дека ќе го подигнеме нивото на меѓусебна доверба, затоа што општеството само така може да ни е спремно и за големото европско семејство. Ние не смееме да дозволиме нашите недоразбирања од нашите маси, домови, нашите институции, таа дебата во тие форуми само да ја пренесеме во Брисел. Ја мислам дека ова треба претходно да биде, ако не тотално решено, но барем сензибилизирано до крај, и секако дека тие што најмногу влијаат во креирањето на јавното мнение имаат и најголема одговорност. Само така ќе изградиме здраво општество на лојални граѓани. Затоа што едноставно не е прифатливо, благо кажано, не е коректно да стремежите на едни национални стремежи, постигнувањето на едни национални стремежи, да бидат во функција, само во функција на исполнување на други национални стремежи. Мора да изнајдеме начин да содействуваме, во најмала рака да кохабитира. Тоа би била и некоја моја порака до сите чинители за што се однесува до перспективата и тоа што може да го промени. Ви благодарам на вниманието. Цивил медија